Назад сме во студиото и во овој термин за крај на барем во делот кој што јас и Јана го водиме овде во студиото, имено се поактуелни се оние теми кои што Македонија на некој начин ја доближуваат до Европската Унија, се бавиме со таа тематика, дали НАТО, дали ЕУ, што поскоро. Со мене во студиото е колешката Лепа Џундева. Лепа, здраво. Здраво. Причината која е? Причината е затоа што вчера присуствуваше на регионалната конференција на Подгоричкиот клуб, кој што можам условно да кажам дека е така едно моќно лоби составено од поранешни председатели или премиери на државите од Балканот, луѓе кои што чија порака треба да биде слушната ако раководеле претходно во своите држави и сите оние реформи на патот кон НАТО и кон ЕУ, па така еве од Словенија, од Хрватска, од Србија ни помагаат, особено овие премиери и председатели, политички представници чии што држави. На земји кои што се веќе земји членки на Унијата. Што се случуваше вчера на таа регионална конференција, ако особено ги знаеме на некој начин пораките, меѓутоа ќе ги слушнеме уште еднаш овде во студиото. Токму така, Подгорички клуб, овој Подгорички клуб е формиран оваа година во февруари месец и еден од основачите на клубот е поранешниот председател Бранко Црвенковски. Како што знаеме, тој долго време не се појавуваше, не е активен, да. А го барале Бранко Црвенковски сите колеги од новинарската фела кои имало? Па да, го баравме, меѓутоа тој вчера не сакаше да даде изјави за медиумите. За време на паузата медиумите по обичај се собраа сите на едно место, ги наместија камерите и побара изјави од учесниците на оваа регионална конференција, меѓутоа председателот Црвенковски не сакаше да даде изјава, па остана се на неговото обраќање кое всушност беше и последно како домакин на ова втора средба на Подгоричкиот клуб, пошто првата веќе се случи, ова беше втора во Скопје, тој беше домакин. Вчера, инаку како што и ти самиот кажа, овој Подгорички клуб се состои од поголем број на председатели, екс-председатели на земјите од Западен Балкан, на премиери, тука беше Косор, со која што имав и краток разговор. Да, само да напоменам дека сме овде во студиото, ќе го погледнете и разговорот, целосниот разговор на колешката Лепа со Јадранка Косор. Пораките веројатно нема сега да ги прераскажеме, ќе ги слушнеме во интервјуто. Да, ќе ги слушнеме во текот на интервјуто. Оно што вчера сите се согласија, воглавно председатели, учесници на оваа регионална конференција, која што беше една тема за ЕУ проширувањето и дека токму ова ЕУ проширување е сега на крстопат и дека време Европската Унија да ги отвори вратите за земјите од Западен Балкан и да даде датум старт за преговори на Македонија и на Албанија. Токму тоа беа и пораките на председателот Црвенковски, тоа беа пораките и на Вујановиќ, пораките на словеничкиот екс-председател Тирк, пораките на Косор, меѓутоа и сите од една страна се согласија дека Европската Унија сега се наоѓа со некои своји внатрешни предизвици со оглед на европските избори, на Брекзитот, меѓутоа тука и она реконструкција на институциите која што допрва треба да се случи, значи изборот на нов председател на Европската комисија, на парламентот и така натаму и така натаму. Пораките на председателите исто така беа и дека доколку Европа не ги отвори своите врати за земјите од Западен Балкан, ќе има и влијание на трети сили. Така да и тоа треба да се земе исто така во предвид. Ќе ги слушнеме пораките, ќе ги побараме од режијата, меѓутоа претходно ме интересира ако она што ние го гледаме низ медиумите, малку да им доближиме на гледачите, ако ги гледаат официјалните изјави или настапи на овие политичари, која е позадинската димензија на таа регионална конференција? Што се случува зад камерата? Зад камерата, па тоа дека нема охрабрување за отпочнување на преговори. Има ли контакт на тие поранешни функционери со политичари од кај нас, каде што се разменуваат разговори, па тоа е цела една лобирачка, нели? Да, токму така. Значи, секако дека има, тие всушност направија една декларација
за отпочнување на преговори со Северна Македонија и Албанија, и таа декларација ќе биде доставена до европските институции, меѓутоа и до владите во сите останати држави, земји членки, меѓутоа и останатите од Западен Балкан, кои што на некој начин ќе се залагаат дека е време Европската унија да покаже една визија, едно лидерство и да ги отвори вратите за останатите. Ајде да ја слушнеме изјавата на Црвенковски, па се враќаме во студиото, ќе повикам уште неколку изјави, ќе видиме што е она што тие го порача во јавноста, особено ова се пораки кои што треба да допрат до првите луѓе на Европската унија или барем до новата постава после европските избори. Не сум горд на ова што ќе го кажам. И однапред се извинувам на сите оние кои што нема да се согласат со мене. Но ние од овој регион често пати не сме подготвени, ниту пак имаме доволна волја да спроведеме сериозни и болни реформи. А клучните реформи воглавном се болни, ако не сме изложени на сериозен притисок од надвор. Ете, затоа верувам дека за сите нас процесот на преговори е исто толку важен, ако не и поважен од самиот чин на пристапување во полноправно членство на Европската унија. Почитувани дами и господа, Подгоричкиот клуб е клуб на поранешни председатели и премиери на земјите од регионот. Да се биде поранешен председател или поранешен премиер, значи дека се говори во свое лично име, а не во име на официјалната власт на конкретната држава. Тоа не ја намалува одговорноста, но ја зголемува слободата во искажувањето на собствените ставови. Затоа денес, без да ја заборавам одговорноста, ќе ја искористам таа поголема слобода и ќе порачам. Доколку ова лето не добиеме датум за преговори, за мене тоа ќе биде доказ за отсуство на лидерство и визија во рамките на Европската унија. Лепа, ако ова е класична изјава дадена пред камера, Бранко Црвенковски е несомнено од оние политичари кои што своето име го врежале во историјата на Македонија, па така било кој потек да го направи тој постојано ќе биде пренесуван во медиумите, луѓето ќе бидат заинтересирани да слушнат и она што го правил Бранко Црвенковски, така беше покојниот Кирил Лигоров, Борис Трајковски, така ќе биде и со Никола Груевски. Настрана од овие камери, неговиот однос со вас новинарите, бидејќи веројатно често не се појавува на медиуми, не дава мислења за некои актуелни политички теми, меѓутоа во неформален разговор ја кажува својата причина или да оставиме да... Па, мислам дека тоа ќе го оставиме за понатамо да видиме што и како ќе направи. Мислам дека неговите постапки ќе докажат што ќе направи и како ќе направи. Меѓутоа, она што можам да го кажам од вчера е дека тој имаше еден јасен став. Од друга страна, во неговото обраќање кажа дека со оглед на тоа дека повеќе не е нели председател или премиер и дека има една лична слобода за послободно да се изразува и послободно да го кажува своето мислење. Тој дури им се обрати на своите пријатели, можам да кажам, кои што се дел од овој подгорички клуб и им кажа: знам дека можеби ќе се налутите за ова што ќе го кажам, меѓутоа сметам дека токму ова што ќе го кажаме е реално, а тоа е дека европската, без притисок однадвор, ние, земјите на Западен Балкан, некако сме навикнати да не ги спроведуваме реформите во целина. Немаме доволно храброст. Немаме доволна храброст да спроведуваме оние реформи кои што ги бараат од нас. И токму, всушност, ова доделување на датум ќе биде на некој начин притисок за Северна Македонија и Албанија да го завршат тоа што е потребно внатре во државата. И тоа е една јасна порака. Од друга страна кажа дека доколку не се добие датум, дека кредибилитетот на Европската унија ќе биде доведен до прашање, но не само тоа, туку и кредибилитетот на македонската влада пред македонските граѓани. За кредибилитетот на македонската влада по изјавата на Војановиќ, додека сме се уште на оваа тема.
bila bi loša poruka. Ne za Sjevernu Makedoniju i Albaniju samo, nego za region ukupno u cijelini, ali i za Europsku uniju, da se ne odredi datum pregovora za Sjevernu Makedoniju i za Albaniju. Šta treba jedna zemlja koja hoće da pristupi Europskoj uniji da uradi drugačije, više, snažnije, vrednije od ovoga što je uradila Makedonija? Ja mislim da je nemoguće. Ukoliko Makedonija ne dobije ono što je pripada, Sjeverna Makedonija ukoliko ne dobije datum za otpočinjanje pregovora, kredibilitet Evropske unije više neće postojati na Zapadnom Balkanu. И после овие изјави, како последица на, иако се може би едно друго формално не се поврзани подгоричкиот клуб и оно што се случува во Европската Унија и Европската комисија пред се, како продолжение на овие изјави доаѓа изјавата на Зоран Заев денеска во Токму денеска изјавата негова од Брисел, а тоа е дека доколку не ни се додели датум ова лето за отворање на или барем зелено светло за отворање на преговорите, постои можност да падне македонската влада. Да, оно што е особено интересно е на прашањето за тоа дали Македонија би можела да заостане поради Албанија и нејзиниот процес. Да, токму тој пакет во кој што не ставаат цело време, пакетот Македонија и Албанија, досега голем број од лидерите упатија порака дека не е добро да не ставаат во ист пакет и дека е подобро да настапуваме индивидуално на тој начин. Поубаво може да се види што е сработено, до каде сме. Всушност Македонија и направи големи чекори оваа година со оглед на Преспанскиот договор, договорот со Бугарија. Тука тоа се билатерални спорови кои што се бара и ги решивме, па сега е време за отварање. Тоа се некои ветувања кои што беа дадени. Всушност тука можам да се надоврзам и на изјавата на Иво Вајгал кој што во Европскиот парламент го кажа токму ова, дека тоа беа барања на Европската Унија до Северна Македонија, таа ги испорача. Време е тие ветувања, значи откако се решија билатералните спорови, да се отворат вратите, затоа што самата Унија тука се поврзува истото дека ќе го изгуби кредибилитетот на кај македонските граѓани. Да, сакав само чисто како една мала дигресија. Одговорот на стариот лисец, како што го нарекуваат во Европа Јункер, на тоа прашање одговора, го гледате Еди Рама овде, не е, само Заев е, така да би требало да погодуваме што е понатамо, нели, пораката. Ќе продолжиме со интервјуто, твоето интервју со Јадранка Косор, па ќе се вратиме во студиото и ќе поразговараме малку за неа и се враќаме и така ќе го одјавиме овој ден. На регионалната конференција се зборуваше за проширувањето на Европската Унија. Она што можевме да заклучиме досега е дека Европската Унија се соочува со своји предизвици во моментот. Може од прилика да ни објасните во каква атмосфера се земјите членки и дали можеме да очекуваме датум ова лето? Postavljate mi jako teško pitanje. Dakle, sve je moguće, međutim, treba uzeti u obzir činjenicu da u ovom trenutku u Evropskoj uniji nema nekog velikog oduševljenja za proširenje. Činjenica da su prošli evropski izbori, da se očekuje formiranje novih institucija. Dakle, svi ovi dužnosnici koji u ovom trenutku odlučuju u Evropskoj uniji, mislim na institucije, mislim na predsjednika komisije, na predsjednika vijeća i tako dalje, su zapravo u odlasku. Ono što je činjenica, zemlje članice ostaju. Dakle, bez obzira na to tko je na vlasti u zemljama članicama, dakle, lijevi, desni, gornji, donji, činjenica jest da oduševljenja nema, da se Evropska unija suočava sa Brexitom, za koji se uopće ne zna na kraju što će zapravo donijeti. I s druge strane odlaze neki simboli Evropske unije, kao što je gospođa Merkel. Dakle, sve to su činjenice koje treba uzeti u obzir da bi se mogao donijeti kakav takav zaključak. Dakle, teško mi je predvidjeti ono što znam i ono za što se zauzimam, što sam i danas govorila, posebno o Sjevernoj Makedoniji. Vukući paralelu sa Hrvatskom u vrijeme kad sam ja preuzela vođenje vlade, kad su pregovori bili blokirani, bili su najduži za Hrvatsku, najteži.
i kroz individualni pristup. Dakle, ja se zauzimam za individualni pristup. Ja mislim da Sjeverna Makedonija danas zaslužuje poticaj nade, jer ako se otvore pregovori, onda slijede duge godine pregovaranja i mislim da hrabri ljudi, hrabri političari u Sjevernoj Makedoniji i naravno Grčkoj koji su donijeli neke odluke koje su bile kamen spoticanja i prepreka za europski put Makedonije, zaslužuju sada, ali i narod, Makedonci, Makedonke, zaslužuju neko ohrabrenje, a najveće ohrabrenje, dakle da se isplatilo, bi bilo otvaranje pregovora. Македонија ги исполни своите обврски или барем ветувања. Последно во Европскиот парламент Иво Вајгал, како известувач за земјата, кажа дека се бараше од Македонија да ги реши своите билатерални спорови, еве сега ги реши и дека се очекува датум. Меѓутоа и Хрватска и Словенија влегоа во Европската унија со нерешен со свој спор. Што со тоа? Sa sporom između Slovenije i Hrvatske. Kao što vidite, i Hrvatska i Slovenija su danas članice Europske unije i taj spor se može rješavati godinama. Dakle, to je ta činjenica. U trenutku kad je Slovenija blokirala hrvatske pregovore, Slovenija bila članica, Hrvatska nije. Danas Sjeverna Makedonija nije, ali Grčka je. Prema tome, puno je bolja pozicija kad si članica. Što se toga tiče, naravno, mi u Hrvatskoj tvrdimo i ja se potpuno slažem da je Slovenija kompromitirala taj proces jer je Slovenija pokušavala preko svojih posrednika zapravo kupovati suce arbitražnog suda i to je protivno i sporazumu koji sam ja potpisala sa gospodinom Pahorom. Dakle, rješavat će se to ovako i onako, to granično pitanje, ali je ključna stvar da smo mi sad obje zemlje članice i onda se sporovi puno lakše i jednostavnije rješavaju. Dakle, nitko nikome više ne može nametati ništa. Da. До каде е Хрватска, што е оно што би можеле да ни препорачате во овој момент во спроведувањето на реформите? Сепак Хрватска е веќе членка на Унијата, како се справуваше со начинот на реформите, меѓутоа и со борбата против корупцијата. Ми се чини дека во ваше време беше уапсен и Иво Сандер. U moje vrijeme borba protiv korupcije zaista bila iskrena, potpuna, do posljednjeg daha, bez obzira tko je kakvu funkciju obnašao, bez obzira na ime i prezime. Ja, dakle, što mogu definitivno preporučiti jest ne odustajte, dakle govorimo sada o Sjevernoj Makedoniji jer smo u Skoplju, ne odustajte, tražite saveznike u Europskoj uniji, dakle među zemljama članica, taj individualni pristup je jako važan. Ne treba se umoriti, treba raditi na unutarnjem konsenzusu oko toga, dakle svih političkih snaga kojima je, vjerujem, u interesu ulazak u Europsku uniju, a kao bivša hrvatska predsjednica vlade koja je završila pregovore i potpisala pristupni ugovor mogu svjedočiti da se isplati. Dakle, članstvo u Europskoj uniji se isplati, vrijedno je i važno i zbog tih nekih standarda u jačanju pravne države, vladavine prava, institucija, ali i u borbi protiv korupcije. S druge strane, naravno, mogućnost da se povlači iz europskih fondova, da se na taj način jača gospodarstvo, dakle ekonomija, su nemjerljivi. Jer svaka država koja uđe u Europsku uniju, na jednom joj se otvori tržište od 500 milijuna ljudi. Prema tome, ustrajte, a kad vam bude teško, sjetite se zadnje koja je ušla, to je Hrvatska i našeg teškog puta sa strašnim padovima, blokadama, ali smo ipak na kraju uspjeli. Лепа, јас никогаш не сум разговарал со Јадранка Косор. Сум имал чест да разговарам барем со некои од овие политичари. Па би го искористил моментот да те прашам Јадранка Косор, бидејќи важеше за маркантна особа на Балканот во одредени моменти, за неја имаше и особени епитети по кои што беше позната Јадранка Косор. Каква беше комуникацијата со неја? Таа е искрен пријател на Македонија? Безпрекорно. Со еден збор. Одлично.
како професионалец, како жена пред се, како човек со кој што е лесно да се разговара, еве се гледа и по самото интервју дека убаво одговара на сериозен своите пријател прашања. на Македонија. Да, тоа видете, пораките кои што беа вчера испратени, буквално од сите беа за отворање на преговори со Македонија и Албанија. Значи, тука нема сомневање, скоро секој од членовите на овој подгорички клуб кој што се обрати на оваа регионална конференција имаше иста порака. Всушност и изјавата на Војановиќ ја слушнавме, зошто да не се додели датум, што се бара повеќе од ова што го има. Меѓутоа се наметна и една теза која што е прилично интересна да се разгледа, а тоа е дека ова е 10-та препорака на Македонија. Значи, позитивен извештај на Европската комисија. Сме добиле 9, ова беше сега 10-та. Зошто после 10 позитивни препораки се уште се сомневаат европските институции една со друга? Значи, зошто сепак Европската комисија е дел од Европа? Зарем се сомневаат во луѓето кои што виделе што е сработено и постојани контакти, и тоа е вредно за размислување и делување понатаму. Последната информација која што дојде пред да влеземе во студиото е дека Холандија е она која што испратила позитивно писмо за Македонија. До парламентот во Хаг. Тоа имаат позитивен извештај за реформите кои што се спроведени и се очекува дека ќе дадат зелено светло за отворање на преговори. Всушност тие се Холандија и Франција се двете највоздржани земји за отпочнување на преговори со Македонија и Албанија. Од друга страна, министерот Димитров и вице-премиерот Османи утре патуваат во Франција, каде што ќе имаат неколку билатерални средби, токму поради оваа причина, извештајот на Европската комисија и доделувањето на датум. Да, нам ни се чини и всушност сигурни сме дека таа летаргичност на Европската Унија, која што со години трае кога е во прашање Македонија, веќе можеби е доста. Македонија направи доста реформи, го реши најболното прашање. Нам може тоа да ни се допаѓа или не, но како една политичка ситуација е момент кој што и како Европската Унија треба да го препознае. Не е лесен тој преспански договор, не е секому мил, на некој е повеќе, некој помалку мил, меѓутоа е успех кој што можеби е време да биде награден. Токму тоа, извинувам се, надоврзувам на тебе, тоа е и пораката која што вчера се упати, а тоа е дека преспанскиот договор беше болен за голем дел граѓани на Република Македонија, сега Северна Македонија, и дека тоа се покажало на референдумот и дека е време Европската Унија да погледне и да види всушност што се оваа земја направи за да отпочне преговори. Без таа визија, каде? Тогаш ако ние сме за во Европската Унија, така? Така. Тоа беше колешката Лепа Џундева. Ќе повторам, вчера присуствуваше на регионалната конференција на Подгоричкиот клуб, составен од поранешни председатели, премиери, важни луѓе на Балканот, лоби група, која што со една порака. Македонија заслужува датум за отпочнување на преговори. Овде ние завршуваме. Останете со 1 ТВ. Јас и Јана се враќаме во петок.